Луѓе, здраво на сите, ево на нас повторно со FitKit, вежбаме од дома. За денес, како што ни е редослед, имаме задник и нозе, значи некако така ги почнам да ги редам тренизите кои што ги имаме секој петок, па така денес се падна повторно да вежбаме задник и нозе. За денес спремив еден тренинг кој што го пробав пред некои си 3 дена, последниот пат кога вежбав нозе. Во самиот тренинг, освен вежбите кои што нели ги практикувам скоро секој тренинг, убацив некои дроп серии кои што онака мислам дека ќе бидат предобри и имам страшно воспаление на редниот ден, така да сакам денес заедно да пробаме да го направиме тоа. Малку ќе биде поинтензивно, малку ќе биде понапорно, меѓутоа се надевам дека ваквиот тренинг ќе ви се допадне и ќе го практикувате почесто, затоа што ете сега кога сме дома немаме многу можност, како што повеќе пати сум напоменала да зголемуваме килажи и така натака, меѓутоа затоа постојат некои варијации во однос на вежбите, како што се супер сетови, гигантски сетови, дроп сетови, кои што можеме нели да ги правиме, се со цел да направиме поголемо мускулно оптеретување. Така да јас ќе почнам, ќе ги работиме некои вежби по 3 сета, некои вежби по 2 сета, некои вежби ќе бидат само еден сет со дроп серија, така да јас ќе почнам да ви ги објаснувам вежбите, ќе ги работиме заедно и ќе ви кажувам дали ви треба ластика или текче. За оние кои што имате ластици би било супер, за оние кои што немате нема потреба. Мислам можете самите вежби да ги работите и без ластици, исто така важи и за текчињето. Така да јас, не сум се загреала, така да на брзинка ќе се загреам, тие што сте загреени супер и ќе почнеме однос со првата вежба која што ќе ви ја објаснам. Ќе се загрееме прво малку. Стегнете ги нозете убаво. За овој тренинг навистина треба да сме доста загреани, за да не биде полесно да го пратиме целиот тренинг. Направете кругови со колениците, стапалата, задната ложа. Океј, мислам дека може да почнеме. Првата серија ќе направам без текчење, се со цел да ви покажам. Веќе втората и третата серија ќе си додадам тежина, значи текчењата се по 2 кг, значи на едната и на другата страна вкупно 4. Така да првата вежба од позиција значи нозете се во ширина на колкови, страничен чучен, односно сайд склат, односно тоа би било вака. Значи даваме чекор и го спуштаме телото наназад, значи не нанапред, туку исто како чучен, како за склат се спуштаме наназад. Од тука се враќаме во истата положба и продолжуваме назад, значи со исчекор наназад. Значи од тука во страна се враќаме и назад. Тоа го правиме 10 пати на едната и 10 пати на другата страна, повторуваме 3 пати. Може да почнеме. Идеме. 1, 2, 3, 4, стомакот да ви биде стегнат, рамениците и грбот исправени. 5, 6, 7, 8, 9 и уште едно, 10. Идеме на другата страна. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 и още едно, 10. Окей, умори се. 15-20 секунди пауза и продължуваме. Ке правим по-кратки паузи между сериите. И аз ке се сголям от тежина. Ке ги ставам на рамениците, тепчинята и почнуваме пак исто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и още едно, 10 и още 10 на другата страна. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и още едно, 10. Подмори се. Ще направим още една такава серия. Препоръчвам да не бидете наядени бързо за овој тренинг, затоа што веројатно јас си ја направих таа глупост да ручам малку покасно отколку што требаше и не ви препоръчвам. Идемо уште една серија. Десет пати на едната и 10 на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и още едно, 10 и още 10 повторувания на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и още 2, 9, още едно, 10. Окей, подморите се малце, напити се вода, идеме на втората вежба.
вежба ќе ви требаат еластици на тие што имате. Јас исто првата, уствари една серија ќе правиме, ова е дроп сет за кој што ви зборував, така да ќе го направиме без тежина, затоа што навистина е малку по-интензивен. Дроп сет значи дека спојуваме една вежба, во овој случај јас ќе спојам две вежби и ги повторуваме последователно по неколку пати. Во теретана тоа би значило дека ако почнуваме од една тежина, зголемуваме тежини, намалуваме повторување или обратно. Во овој случај јас ќе ви објаснам како тоа ќе го правиме. Ставете го ластикот над колениците. Двете вежби кои што ќе ги правиме во овој дроп сет, едната е чучен со ластик, значи доле, и другата од положба на чучен доле, значи ги шириме нозете на страна, значи како абдуктор што правиме, односно вежбата која што е буткање во страна за задник. Ќе го правиме на следниот начин, така што ќе правиме 10 повторувања чучен, со 10 повторувања доле абдуктор. Па 9 повторувања, па 9, па 8, па 8, додека не стигнеме 1 со 1. Значи ги правиме двете повторувања заедно, односно тоа би било така. 1, 2 до 10, односно да не ве збунам. 1, тоа е 1, до 10 и се враќаме 9, 8, 7, така да пратите ме, да не ви стане онака конфузно. Почнуваме. 1, 2, 3, 4. И јас се збунив. 5, 6, 7, 8, 9, 10, идеме до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, идеме до 7. 1. Тоа е 2. 3, 4, 5, 6 и 7. Идеме до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, идеме 5, 1, 2, 3, 4 и уште едно, 5, идеме до 4, 1, 2, 3, 4, идеме до 3, 1, 2, 3, идеме 2, 1, 2, идеме 1 со 1. 1. Одмори се. Фокусирайте се добро на вежбата, за да не се буните. Ќе направим уште малце кратка пауза и ќе идеме на третата вежба.
третата и четвртата вежба ќе ни бидат слични на оваа. Ќе правиме само по една серија од двете, затоа што се по неколку вежби споени во една. Јас ќе ги земам течињата за оваа вежба. Значи ќе правиме исчекор, меѓутоа исчекор напред во страна, назад и назад во страна. Значи тоа се 4 вида на исчекор кои што ќе ги споиме во едно. Ќе направиме 12 повторувања на едната и 12 повторувања на другата страна. Ајде. Назад и во страна. 2. Назад во страна. 3. Во страна 4. Ствари ова е 4. Денес сум со броење катастрофа. Немојте да ми замерувате. Ова е 5. Ова е 6. Седум. 8. 9. 10. И уште 2. 1. Уште едно. Океј, направете кратка пауза и ќе продолжиме со другата нога. Едно. Два. Три. Четири. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. И уште едно. 2. Направи пауза. Напи се вода. Ќе продолжиме со другата вежба. На следната вежба повторно ќе ви треба ластикот. Ќе правиме хип траст во комбинација со друга вежба. Повторно ќе го повториме дроп сетот кој што го правихме пред малку со ова вежба. 10 повторувања со 10, 9, 8, додека не стигнеме до 1.
Значи, би било добро да имате подлога. Легнете на земя. Свари може и на столче. Да. Вземете си подигната подлога, ония кои што имате, дали ќе биде столче, не табуретка или нешто кое што е цврсто, за да можете да се подпрете на него, да не биде наставило. Хип траст веќе сме правили, знаете како е. Јас кога мислев доле мислев на glute bridge, тие се две многу слични вежби. Негде конкретно за ова мислам дека на подигната положба ќе биде по-добро. Значи вака. Подпрете се на плешките по позиција на хип траст. Може би било боле аз малце се сврдам. Окей? От тука, горе и на страна два пъти. Значи горе и на страна два пъти, 10 повторувања, 9, 8, 7, 6, 5, 4 до 1. Јас ќе се свртам тука, за да можете по-добро да ме гледате. Ќе го поставам столчето тука. Вака од страна мислам дека ќе биде по-добро да гледате формата на хип траст. Односно, тука се креваме со задни горе и буткаме на страна два пати и се спуштаме. Ајде, идеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, идеме 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, идеме 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, идеме 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, идеме до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, идеме до 5. 1, 2, 3, 4, 5, идеме до 4. 1, 2, 3, 4, до 3, 1, 2, 3, идеме до 2, държи, 1, 2, стегај горе задник, идеме до 1. Окей, одморете се. Идеме на следна вежба. Напийте се вода, земете здив, земете воздух. Мислам дека тука ми е добро столчето, вака да идеме. Вака ќе се гледа боли или? Окей, вака? Може вака да идеме. За следната вежба. Од следната вежба ќе направиме две серии, затоа што овој пат сакам да вклучам и задната ложа. Јас многу ретко правам вежби за задната ложа, можете да приметите, затоа што сите видови на дедлифт ми се малку проблем, затоа што имам проблем со половината, меѓутоа кога работам со мала тежина, тоа не е проблем, така да денес ќе го направам тоа.
Затоа ќе направиме и 2 серии. Што ги правиме? Значи ќе застанеме во положба на сплит склат. Тоа би било овде, меѓутоа пред да направиме сплит склат, ќе правиме задна ложа, дедлифт, се спуштаме доле. Правиме 10 повторувања на едната, 10 повторувања на другата страна и на 10-тото задржуваме уште 5 секунди доле. Океј? Секако јас ќе ви објаснам додека вежбаме, така да само пратете ме, за да знаете што е тоа што треба да го правите. Значи ќе застанете во положба на сплит склат и идеме доле. 1, 2. Грбот испрвен, спуштите се и стегнувате задната ложа. 4. Колку што можете подоле со грбот прав. 8, уште 2, 9 и уште едно, 10. Застани доле и држи. 1, 2, 3, 4, 5. Пушти. Идеме на другата страна. Оп. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и држи доле. 1, 2, 3, 4, 5. Одмори се, ќе повториме вежбата уште еднаш. Ајде, земете ги речињата, полека припремете се. Ќе направиме уште по една серија по 10 повторувања. Еден, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Другата нога. Оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Окей, умори се. Ќе направиме уште малку пауза и ќе одиме со следната вежба. Уште колку време имаме на располагање? Имаме? Окей. Имаме уште 2 вежби, така да знам како да го искомбинираме.
За крај ќе направиме уште 2 вежби, од кои што ќе правиме по една серија. Меѓутоа ќе ги направиме со многу кратка пауза измеѓу, односно тоа ќе биде 3 вежби, чучем со ластика, чучем со тежина и качување на столче во страна. 10 повторувања на едната, 10 на другата страна, 10 чучњеви и уште 10 чучњеви во скок со ластик. Земете го столчето, текчето тука, столот до вас, значи се качувате на едната нога. Тие што не можете, задржувајте се тука, значи треба да идете догоре. Доле само допирате и повторно се качувате на левата нога во овој случај. Целата тежина треба да ви биде да почнем од пета, односно да го чувствувате задникот кога се качувате на столче. За оние кои што сте вежбали на скали или онаа вежба која што е за буткање за задник, тоа е многу слично и е една импровизација и варијација која што може да се прави во домашни услови. Значи можете да го правите од напред горе, ние сега ќе го правиме во страна. Значи текчето горе, застанувате тука, бидете сигурни дека целата тежина ви е на пета и за оние кои што не можете, помагате си со таа рака и ако не можете да допрете, застанете со цела нога доле па повторно кренете се. 10 повторувања со 10. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, идеме и на другата страна исто. Значи од тука. 1, оп, 2, 3, 4, стегај задник, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей. Многу кратка пауза. И ќе продолжиме со чучен. Сумо чучен тест. Земете го ластикот, ставете го. Оп. Земете ги текчињата. Нозете расширени, не во положба на обичен чучен, туку во позиција на сумо, стапалата надвор. Со коленците се спуштате во правец на прстите на нозете. Не внатре, туку буткајте во ластикот надвор и пуштате се внатре на нозете. Ајде. 1. Стегај го задник. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Окей. Последната вежба ни е иста, без текчења, само во скок. Уште 10 повторувања и завршуваме. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и задржиш доле. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. За оние кои што имате се уште сила, направете си по некоја серија стомачни. За оние кои што немате, истегнете се убаво и завршите го тренингот. Се надевам дека ви беше интересно. Мене овие тренинзи ми се предизвик во последен период и ќе пробам малку повеќе да ги практикувам. Така да сигурно пишете ми како би било и се гледаме повторно. Чао се!